Кои се предвидувањата, веќе има во Америка велат до Великден, во Германија денеска е најавено, одлучено сепак да се продолжат овие рестриктивни мерки поригидни кои се една недела по Великден. Има ли некоја прогноза до кога овие вакви ригидни мерки ќе траат? Или ќе се оди уште поригидни? Секоја земја има свој автентичен пристап врз основа на организацијата на здравствениот систем, врз основа на број на здравствени работници на располагање, врз основа на епидемиолошки карактеристики на населението. Целта е да се развлече, викаат епидемиолозите, да се развлече епидемиолошката крива. Вирусот нема да исчезне, нели? Тој нема замине. Долги патеки, веројатно дека на долги патеки ќе добиеме вакцина. Тоа е едната работа, другата работа е и колективниот имунитет. И тоа е нешто што сега за сега е непознато, меѓутоа веројатно ќе се случува или се случува сега со текот на времето. А дефинитивно дека борбата против вирусот ќе заврши тогаш кога ќе се измисли вакцината. И се до кога ова? Мај, јуни, никој нема идеја. До кога ова може да трае? Стратегијата и мислењето на експерти на Светска здравствена организација е дека треба таа крива да се развлече и тие викаат, ќе ги парафразирам, се игра топло-ладно. Што значи тоа? Кога ќе падне бројот на новодиагностицирани пациенти, значи сега веќе поменуваме во следната фаза, при тоа морам да повторам, многу е битно да и тој број кој што се зголемува на новодиагностицирани пациенти во даден период не биде значено голем, туку линеарно да се зголемува, постепено ќе се намали и веројатно ќе треба да се попушти со мерките на рестрикција. Многу интензивно се прати епидемиолошката состојба и во тој момент. Тоа значи дека можеби ќе се остане со одредени рестриктивни мерки во одредени региони. Можеби ќе треба после одреден број на недели или месеци, доколку повторно се појави некоја втора крива, нешто што за сега има најава во Кина, тоа кинезите го протолкуваа со внес на случаи од странство, заради тоа го ограничија влегувањето на странски државјани, посебно во тие региони. Значи дека интензивно и секојдневно практично се прати епидемиолошката ситуација врз основа на новодиагностицираните, врз основа на нивната поврзаност со потеклото на инфекцијата, односно со кластерите, се прави стратегија како да се продолжи понатаму, како да се интензивираат или да се попуштат дел од рестриктивните мерки. За сега немате прогнози дали до кога би можеле да траат овие кои сега се насилат? Овие мерки сигурно ќе траат до крајот на месец април. За тоа сме сигурни. Зашто сме сигурни за тоа? Заради тоа што на тоа ни укажува времето на инкубација во кој што биле пациентите кои што практично се диагностицираат секојдневно, нивната поврзаност со тие кластери кои што се веќе познати во нашата земја и тоа што овие рестриктивни мерки веќе даваат резултат, а тоа е линеарното зголемување на пациенти, а не експоненцијалното.